По претходно набавените два автобуси денеска пристигнаа уште 5 други кои во стартот ќе го сочинуваат возниот парк на новиот градски превоз кој официјално треба да профункционира од септември. Оваа дамнешна желба на прилепчани конечно станува реалност откако на вчерашната седница на Советот беше изгласана одлуката за формирање посебно предпријатие за автобуски превоз. Јавното сообраќајно предпријатие веќе го формиравме, останува да се формираат и управните органи. Тоа ќе го направиме во што е можно побрз период и очекуваме веќе од септември јавниот градски превоз да профункционира во оние делови во кои што ќе бидат веќе спремни. Локалната самоуправа пред неколку месеци објави тендер на кој што беа набавени 5 половни автобуси од типот МАН, германска марка на автобуси кои ќе се обраќаат на разни релации во градот и во општина Прилеп. Набавените автобуси се опремени според сите современи европски стандарди, што подразбира место за седење, места за стоење, прилагоден приод за лица со посебни потреби, како и дигитален приказ на релацијата на движење, а во догледно време ќе бидат набавени и неколку минибуси. Возилата се опремени со рампа за пристап на лица со посебни потреби, како и посебно обележано место за лица со посебни потреби. Покрај тоа, опремени се со LCD дисплеј на предната, страничната страна, странична десна и задната страна, каде што ќе бидат прикажани линијата по која што ќе сообраќа градскиот автобус и други дополнителни информации како и реклами. Потоа во иднина се планира да се вградат и GPS систем за следење на возилата. Во иднина се планира да се земат и помали автобуси кои што ќе бидат на електричен погон. Реализацијата на овој проект доаѓа по подолго од 2 децении заговараната идеја кога во градов се направи и првиот обид за воведување на градски превоз, но кој за жал никогаш не профункционира согласно потребите на граѓаните. Сега, со значителното проширување на градот, градскиот превоз е повеќе од потребен, уште повеќе ако се знае и тоа дека и цените ќе бидат прилично пристапни за секого.